Огромна чест е да познавате носител на медал од Олимписки игри. Уште поголема е честа да познавате олимпиец со медали, кого го карактеризира најважната спортска карактеристика – упорноста, но и желбата за успех. Уште поголема е честа и радост е тој олимпиец да ја бранел бојата на вашата земја. Низ овој малечок вовет го представуваме Бојан Трајковски, освојувач на 2 сребрени медала на зимските олимписки игри на специјалната олимпијада, што неодамна се одржа во Австрија. Бојан се надпреваруваше во алпско скијање во категориите Супер G и велеслалом. Бојан, дали може со медалите малку да звечнеш вака, так, една од друга? Да слушнеме како звецка едно олимписко сребро. Како си, Бојан? Да. Ти тежат медалите? Не. Не, нормално. Бојан, ти што вети, тоа оствари. Знаеш што ни вети? Да. И што очекуваш од твојот настап? Медаја. Медаља? Да. Дека ќе дојдеш со медал. И дојдов. Ама со колку? 2. Тоа е. Значи ти вети еден медал и дојде со 2 медали. Ти си, значи, нашиот олимписки вице шампион. И ние сме многу горди на тебе. Колку си ти горд на себе? Многу. Многу си горд на себе. Зато каква беше конкуренцијата? Оштра се вика? Не. Не беше? Не. Или ти беше добро подготвен? Беше Да. добро, беше добро подготвен. Како помина надпреварувањето? Дали ми кажа дека немаш трема и дали те држеше до крај тоа чувство дека немаш трема? Да. И излезе на терен без трема. Да. И со каква мисла излезе на терен? Дека ќе возиш како што ти кажа тренерот? Да. Како ти кажа тренерот да возиш? Брзо. Брзо и како? Ајде покажи. Значи, зошто така? Значи, како треба да ги поминуваш капиите? Црвена плава, црвена плава, црвена плава. И цело време тоа си го Да. повторуваше. Нели? Да. Како изгледа, Бојан, да бидеш на Олимпијада, ама да седиш на постоле, да ти се доделува медал? Како изгледа? Добре, супер. Беше горд? Да. На специјалната олимпијада учествуваат 2700 учесници, 1100 тренери од 107 нации. Нашата малечка, но одбрана екипа носи прекрасни впечатоци од Австрија. Од самиот аеродром не земава, не расшетава низ Виена, не однесува во нивниот град, не дочека градоначалникот, имавме прием кај него, свечана вечера и узнак на благодарност што сме нивни гости, градоначалникот ни даде повелба на градот. Гледате како сте им возвратиле на гостопримството со 2 медала. Нормално. Со секоја победа на Бојан ги им јавувавме и они ја делева радоста со нас. И јас бев оптимист, затоа што неговата моторика даваше шанси да се надеваме дека ќе биде се во ред. И минатиот пат во вашата емисија кажав дека јас за многу кратко време дочекав резултат што на друго место се создава можеби 2-3 месеци. Тоа значи 2 или 3 месеци снежни денови. Бојан имаше се на 7 дена искуство со скијање и отидовме на Олимпијадата. Значи тој доживеа едно силно качување кон врвот и мене ми е драго тоа што го направи. Кој е се уште радосен за твоите 2 медали? Сите. Што ти велат? Со среќа. Да, и браво. Да. Какви беа трките? Трките се регулирани со правила кои се во дел позајмени од Меѓународната скијачка федерација и се води сметка за степенот на, условно кажано, недостатоците што ги имаат ваквите луѓе. Понатаму од нивната техничка спремност цената преку времето за кое ќе се помине патеката, затоа што претходно пред да биде главниот надпревар, тие се дивизионираат или се ставаат во групи. Значи според времето, според возраста и според степенот, условно кажано, на недостатокот.
во таа ситуација се дава шанса секој да ги покаже максимално своите можности и тие имаат механизми за да проценат дека некој можеби не забошотува во скијањето, да, например, да извози полека, а на надпревар да биде многу брз. И тие ако утврдат дека има разлика до 30% во првото и подоброто време, го дисквалификуваат. Значи, навистина инсистира на сите состаноци со тренерите, оставете спортистите да го дадат нивниот максимум, не еднаш, туку секој пат. И оставивте да го дадат. Оставивме, Бојан го направи неговиот максимум. Јас мислам дека цела случка пред се беше насочена кон него. Во овој простор му се отворија многу прозори, пенџериња и тој искажува: јас сум среќен и ќе го помнам ова цел живот. Дали размислуваш дека и понатаму ќе се занимаваш со скијање? Да, Сигурен си во тоа? да. Колку? 100% си сигурен. 100% сум сигурен. Горди сме на Бојан Трајковски и му пожелуваме уште многу спортски успеси. Тој ни ветува дека ќе биде така, а јасно е дека се што ќе вети, Бојан ќе исполни.